Ве поздравувам, браќи и сестри, ви посакувам Божи благослов. Како сте? Слава на Бога. Ви се спие? Не. Се надевам дека ја нема да ве заспијам. Ви се јаде? Гладни? Како? Има телесна, да. Слава на Бога за неја. Би сакал да поставам едно трето прашање. Дали сте уморни? Уморни од све? Од целиот овој живот? Од целиот овој свет? Од Да, тоа спаѓа све. Дали сте уморни? Дали ви се оди дома? На рајне најмнего, Доста е више? Колку тоа? 70 и кусор години? Колку? 75? 75. Ја замисли 930 тука да живееш. Ке сакавме така? Навистина многу што во овој свет веќе покажува дека е превршена секоја мерка, дека многу што веќе стана здодевно, дека самата земја е уморна и веќе не ги трпи овие гадови кои што газат врз неја. Така пишува и апостол Павле, нели? Дека самата земја, самата природа стенка. Каде беше тој стих? Да отвориме во посланието до Римјаните, 8 глава. Римјаните, 8 глава. Интересно е што не е само еден стих, но од 18-тиот до 22-тиот. 8 глава, Римјаните 8 глава. Од 18 до 22 стих. Видете што пишува. Зашто мислам, вели апостол Павле, дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која треба да се открие кон нас. И секое создание, вели, со нетрпение го очекува откривањето на синовите Божи. Зашто и созданието не и се покори на суетата доброволно, туку по волјата на оној кој го покори, а со надеж дека и самото создание, тука се мисли на целата природа, ќе се ослободи од робството на распадливоста при славното ослободување на чедата Божји. Зашто знаеме дека целото создание заедно со нас стенка како во породилни болки. Замислите, целата природа стенка.
мачно е веќе. Мачно е. Повеќе не се издржува. Единствено Господ се уште трпи. Зошто се уште Господ не трпи? Зошто не трпи? Зошто го трпи овој свет? И сите гадоти што се вршат во него? Има само една причина. Која е таа? Има само една причина, ништо друго не е интересно во овој свет. Затоа што додека може некоја душа да се спаси, уште некој да се спаси, додека може да се покаеме, додека може да се избавиме, тој ќе трпи. Тој ќе трпи. Светот одамна не е за поднесување, но него го интересираат душите кои што се уште можат потенцијално, ако можат да се спасат. Инаку целата природа стенка и целата природа страда, целата природа копне за ослободување. Кога ќе настапи тоа ослободување? Со второто Христово доаѓање. Целата природа, животните, растенијата, сето тоа е загрозено. Да се подсетиме на едни зборови во Откровението, последната книга од Библијата. Како го слават Господа оние кои што веќе се наоѓаат во небесата. Оние кои што веќе се наградени и оние кои што никогаш не сгрешија. Откровение 4 глава. Даден е описот на 24 старешини, на 4 суштества, не животни, туку суштества. И сите тие велат во 8 стих: без прекин, дење и ноќе воскликнуваат: свет, свет, свет е Господ Бог Содржителот, кој беше, кој е и кој ќе дојде. А 24 старешини подоцна паднаа пред седнатиот на престолот, му се поклонуваа на живиот во сите векови, ги полагаа своите венци пред престолот, велејки: достоен си, Господи, да ја примиш славата, честа и силата, зашто Ти си создал се и според Твојата волја постои се и е создадено. Зошто постои се? Ако не постоеше ништо, дали ќе постоеше нешто? Не. Затоа што постои вечен Бог, затоа постои све друго. Вечен Создател. Но се што постои, значи и ние постоиме, зошто постоиме? Ние кога не сме постоеле, не сме можели ни да бидеме прашани дали сакаме да постоиме. Но постоиме затоа што таква била Божијата волја. Значи прво разберете дека постоиш, зошто постоиш, не си производ на случајност, не си производ на случајност. Постоиш како личност, ти лично, ти конкретно постоиш, затоа што било Божја волја ти да постоиш. Се согласувате со тоа?
И тоа е случај со секое создание, тоа е случај и со секој мајмун, например. Меѓутоа, дали сме ние мајмуни? Дали сте вие мајмуни? Наспроти целиот образовен систем кој што сака тоа да ве убеди. Вие сте мајмуни и сте производ на случај. Случајно постоите на оваа земја. Така тврдат министрите на ѓаволот. Ние дали тоа го прифаќаме? Дали тоа го прифаќате? Зошто не? Што знаеме ние за да тоа не го прифаќаме? За да тоа го препознаваме како лага, како измама? Што знаеме ние? Ние го знаеме нашето потекло, го знаеме Божието Слово, ја знаеме и нашата славна иднина, само да останеме верни на тоа Слово и само да бидеме, да останеме во заедница со тој Создател и Спасител на нашите души. Браќи и сестри, ако навистина сте уморни, ако навистина ви издосади овој свет, ако и вие копнеете по ослободување, ако копнеете да дојде крајот на се приближи, напиша апостол Петар, но тоа е само приближи. Ако навистина копнеете да дојде крајот и денот на вашето избавување, тогаш имаме радостна вест. Веќе живееме и дури се приближуваме до средината на оваа апокалиптична деценија. Сакам да ве подсетам дека првата сабота од 2020 година беше 4 јануари. Таква ќе биде и 2025-та. Првата сабота ќе биде 4 јануари. Без да знам, бидејќи не сум пророк, ниту пророчки син, како што стои на едно место запишено во Библијата, само ви посакав, таа сабота посакав. Реков, не се сеќавам на точните зборови, се сеќава YouTube. Само посакав, браќа и сестри, влеговме во нова деценија, во 20-тите години од овој век, и посакувам, реков, ова да биде, што? Последната деценија. И што се случи? Веднаш почна COVID, бргу потоа, и веднаш преку ноќ се случија настани кои што навистина направија да изгледаат дека влеговме во последната деценија. И не само тие настани што веќе се позади нас, туку многу што се најавуваше и што се уште се најавува, прават да изгледа дека можеби крајот на оваа деценија е далечен. И знак прашање, дали ќе го доживееме. Би сакал да видиме една слика. Зашто ве есапи денес овој свет? Што е ова?
Јас така ги нарекувам припадниците на една политичка партија во нашата земја, шимпанза, а представниците на другата политичка партија ги нарекувам орангутани, бидејќи тие се со портокалова боја. Сега имаме ново прашање. Кога велат мајмунски сипаници, дали сте помислиле зошто така се наречени, зошто така ги нарекуваат денешниве пландеми, зошто свински грип, зошто мајмунски сипаници? Колко подразбираат под мајмун? Мајмуни. Сте размислували? Баш ме интересира. Сеќавам кога, не се сеќавам точно која година беше, мислам 2009 или може би помеѓу 9 и 12. Не се сеќавам точно која година беше. Прв пат се објави свински грип. Сте виделе свиња со грип? Се сеќавам, тогаш имав еден број на Белградска политика и пишуваше на насловна страница дека српската влада, откако веднаш се прогласи свински грип, постои свински грип, почна да се шират такви вести, и српската влада забранила увоз на свинско месо. Кутите не сфатија за што се работи. Јас не мислам кога велат свински грип дека мислат на животните. Дека некоја свиња заболела од грип и со тоа ги заразила луѓето. Дали кога велат мајмунски сипаници мислат на мајмуни? Јас се сеќавам дали беше 85-6 година, тоа време, кога прв пат почна да се зборува за болеста СИДА. Знаете како тогаш се зборуваше како настанала таа болест, која беше тогаш официјалната лага на режимот, на геволите. Дека наводно болеста потекнува од некои зелени мајмуни во Африка. Пак мајмуните криви. Гледате, и сега зборуваат за мајмунски сипаници. Меѓутоа се сеќавате дека како се пренесуваше сидата, и тоа после често го користевме ние во наша литература како препорака зошто е добро човек да биде верен на Божиите заповеди, да живее чист, непорочен, морален живот, да не блудствувал пред брак, да не врши прељуби после брак. Бидејќи сидата се пренесуваше само преку сексуални односи. Па сега логично прашање. Па како сидата воопшто се, ако потекнува од зелени мајмуни, како воопшто се расширила помеѓу човештвото? Кој е нултиот пациент, кој е тој идиот кој што спиел со мајмун? Па дури зелен. Сте виделе зелени мајмуни? Дали такви воопшто постојат? Не знам. Јас не знам. Многу подоцна, уште пред интернетот, многу подоцна во 90-тите години, прочитав обширна статија за тоа дека сидата е произведена во лабораторија во 78-та година. Сите вируси се произведени. Сето тоа е планирано, сето тоа е составен дел на така наречената биолошка војна. И тоа одамна се знае, тоа е јавна тајна. Само што не сакаат официјално да ја кажат, па се уште се служат со лаги
од типот мајмунски сипаници. Тоа е денес актуелно. Па сега вие одлучите. Светската здравствена организација, а тоа значи сатанската здравствена организација, еднаш го нарече човештвото крдо на почетокот на деценија. Вакцинирајте се заради ковидот, заради короната, за да се постигне 80% треба да се вакцинираат од целото човештво, за да се постигне што, како го нарекоа тоа, имунитет на крдо. Значи, за нив вие сте крдо, односно сите кои што им верувавте, не ние. Сите кои што им верувавте, има и многу адвентисти помеѓу нив, за жал. Ја за мене се изненадив. Имаше и луѓе што ги почитувам се уште, ги почитував многу како интелигентни, не како било кој верник, како интелигентни луѓе, се изненадив. Беа прелажени. Голем дел од човештвото беа прелажени, иако не беше мал ни бројот на оние кои што беа будни и свесни. За нив, за ѓаволите, вие сте крдо. Сега ви кажуваат какво крдо сте, конкретно. Вие сте крдо мајмуни. Ако им верувате, и ако повторно, овој пат повтор пат, дозволите да бидете лажени и прелажени и да примате експериментални боцки, генетско модифицирање на вашиот организам, тогаш, за жал, сведочите, повеќе се обркем на сите оние што го гледаат или ќе го гледаат ова преку интернет, сведочите дека сте мајмуни. Затоа што овој пат не прв пат, туку втор пат. Втор пат со иста лага сакаат да ве излажат. Е па што сте, ако и втор пат наседнете на лагата? Мајмуни. Мајмунските сипаници се наречени така, затоа што под мајмуни, крдо мајмуни, ве подразбираат вас. Кој? Светската здравствена организација, глобализмот, ѓаволите, новиот светски поредок. Под мајмуни, под свињи, ве подразбираат вас, луѓето, кои што Господ ги создал според својот лик и образ. Ваше е да изберете кому му верувате и со кој идентитет ќе се поистоветите. Со Господовиот, идентитетот на Богочовекот, Божиот Син, оне што ве создал според неговиот лик, или со овој другар не сликава, со кој што се поистоветија не само оние што себе си официјално се нарекувале другари, во партиски смисол. Мене посебно ми се допаѓа бојата на оваа маска. Ме подсетува на мојата ланска проповест, која што YouTube ја цензурираше. Вечниот оган. И громот што ја запали Содомската црква во Америка. Но тоа беше лани. Видите колку чудна, не само деценија, апокалиптична деценија, колку чудно време живееме. Еве, вие постарите се сеќавате, како и јас. Јас се сеќавам на олимпиади,
да речеме од 80-тите години, почнувајќи светски фудбалски првенства, европски фудбалски првенства, разни други првенства од други спортови, да не ги набројувам. Разни други настани, политики, информации, вести. Немаше ниту ронка религија во нив. Се сеќавате отварање на Олимпијада со религија. Се сеќавате на такво нешто? Имало такво нешто? Отворање на светско фудбалско првенство, каде што на самото отворање, како пред 2 години во Катар, се поставува прашање како сите религии да станат едно. На Содомска Олимпијада во Париз неодамна, да не ги споменувам свињариите што таму ги направија. Замислете, на самото отворање на така наречената Олимпијада, јас ја нареков Содомијада, помеѓу другото, имавме сцена од Откровението. Беше прикажана сцена од Апокалипсата, од Откровението. 4, конкретно 4-тиот јавач на Апокалипсата. Знаете кој е тој? Видите, Содомијава, изгледа овие стварно се свињи и мајмуни, кои што вака се глупираат, бидејќи ѓаволите ги тераат самите да си ја предскажуваат својата судбина. Самите да си го предскажуваат огнот и казната што им следи заради овие беззаконија. И тоа на официјални спортски настани пред очите на целиот свет. Во Откровение 6 глава ги наоѓаме 4 јавачи, кај првите 4 печата, кои се отвораат, и само 4-тиот да го прочитам, бидејќи само тој беше прикажан во Париз. 7 стих од 6 глава. И кога се раскрши 4-тиот печат, го чув гласот на 4-тото животно, кое рече: дојди и гледај, односно 4-тото суштество од 4 пред Божиот престол. И видов, и ете конј, каков конј, сив, и на него јавач, чие што име беше смрт. Што најавува содомјаните во Париз? Смрт. Тоа е Евангелието на новиот светски поредок. Тие ви ветуваат смрт. Тие ви нудат смрт. Се што нудат, забава, вакцина, ова, она, се што доаѓа од нив е смрт. И тие тоа отворено го проповедаат и отворено го кажуваат. И не само што 4-тиот јавач се викаше смрт, туку вели и адот врвеше по него. И му се даде власт, интересно, над 1/4 од земјата. Колку им се даде власт? Колку му се даде власт? 1/4 од земјата. Колку тоа би било според денешна бројка? Колку би било тоа? 1/4 од светското население, колку би било, ако само луѓето ги земеме? 2 милиарди? 3 милиарди? 2 милиарди, точно. Нешто помалку од 2 милиарди.
Замислете се случи нешто, дали оваа година, дали идната година, замислете се случи нешто, што ќе однесе 2 милиарди од овој свет. Геволите тоа го сакаат. Тие би сакале многу повеќе. Тие би сакале човештвото да се сведе на колку милиарди? На така наречената златна милиарда. Тоа е веќе одамна многу познато и документирано. Точно. Сте виделе порано Олимпијада во која што се зборува за толку многу религија, што дури се цитираат работи од Откровението, последната книга на Библијата. Јас во 80-тите години, кога гледав Олимпијади и светски првенства, ја не знаев што е тоа Библија. Колку за споредба. Навистина живееме во чудни, апокалиптични времења. Денови се огласи повторно основачот и директорот на така наречениот Светски економски форум, другарот Клаус Шваб. Оној што ви вети комунизам 2030 година, нема да поседувате ништо, но ќе бидете срекни во тој комунистички рај. Замислете што изјави овој пат. Патем речено, пред да го цитирам, знаете што значи оваа придавка кога многу организации се нарекуваат светска? Светска банка, светска трговска организација, светска здравствена организација, светска. Што значи тоа? Глобална. Што значи тоа? Своевремено бугарскиот автор, кој што и својата книга си ја наслови Светскиот заговор, со истата придавка, го постави ова прашање во таа книга. Што значи ова светска, дека овие организации му припаѓаат на целиот свет? И неговиот одговор на тоа беше глупости. Но ова се организации кои што уште сега играат улога на министерства на светската влада. Она што се уште јавно не е прогласена. Но таа се однесува таква и како таква и веќе гледаме дека во светов одвај дали има останато суверени земји кои што не ги следат препораките на светската влада, на режимот, на геволите, бидејќи се знае во писмото пишува кои се господарите и кој е богот на овој свет, кој им е шефот над шефовите, босот над босовите. Другарот Клаус Шваб го изјави следното. Се обратил конкретно на американските гласачи и рекол дека во очи, замислите, не зборува за некоја идна година, пример за 25-та година, во очи американските избори 2024 година, значи пред самите избори, што значи пред 5-6 ноември, кога се, ќе настапи ера на шокантни настани. Клаус Шваб го изјави. Точно се наведува каде е објавен неговата статија е објавена и линкот каде може на интернет да се отвори и да се прочита.
Значи, во очи американските избори, светот треба да очекува почеток на ера или епоха на шокантни настани. Понатаму, шефот на Светскиот економски форум ги предупредува граѓаните кои ќе излезат на гласачките места во ноември дека треба да очекуваат дестабилизирачки настани. Но не кажува се уште какви. Многу интересно. Но споменува некои работи, вклучувајќи, значи дестабилизирачки, шокантни настани, вклучувајќи сајбер пандемија, која што е планирана, самиот Клаус Шваб тврди дека сајбер пандемијата, компјутерски вирус, може би ќе го угаса цел интернет во светот, не знам. Тие одамна сакаат да направат и такви работи. И тврди дека е планирана, дека е тоа планирано. Самиот кажува, ќе се случат овие работи и тие се планирани. Ние знаеме дека се планирани, но се уште постојат мајмуни и свињи во овој свет, кои што мислат дека сето ова е случајност. Понатаму споменува појава на глобална екстремистичка група, што ли ке е ова, не кажува детали, ништо повеќе, глобална екстремистичка група. Дали нас не ми смета под ова? Дали сите оние кои што и во иднина ќе го дигнат гласот против нивните мерки и планови, затоа што веруваат дека не се мајмуни, туку дека се Божии деца, како што пееме и во нашите денешни химни? Не знам. И последното како шлак, климатски катастрофи. Па ние и досега гледаме многу катастрофи. Но ако тие најавуваат климатски катастрофи, како нешто досега невидено, што ли ќе биде тоа? Грција секоја лето ја палат. Денес и на Париската олимпијада, односно Содомијада, на незиното несвечено затварање се случи поголем циркус, отколку на отворањето. На самото затварање го прикажа ѓаволот, како се спушта од небото. Видите колку многу Библија во овие светски настани денешни. Што рече Исус за ѓаволот? Го видов сатаната како падна од небото како молња. И на сцената потоа се покажа како сите му се поклонуваат на таа фигура, на тој лик. Јас не сакав да ги репродуцирам тие слики овдека. Му се поклонуваат, значи најава дека катастрофите што ги планираат се и оние споменати во печатите, се нешто што треба да доведе до единствена светска влада, така тие си ги толкуваат, и сите, цел свет да му се поклонат кому? Што пише во Откровението, 13 глава? На зверот. Но ние тоа го знаеме, бидејќи Словото Божјо илјадници години порано не предупреди. 8 стих, 13 глава. И ке му се поклонат сите земни жители, чии имиња не се запишани во книгата на животот на јагнето, заклано од создавањето на светот. Кој све ќе му се поклони? Дали вие ќе му се поклоните? Дали вашето име е запишано во Христовата книга на животот? По што знаеме? По што ќе знаеме? Се сеќавате на Дојчин? По што ќе знаете
Дали вашето име е запишано во книгата на животот? Јас сега нема да ви повторам. Читајте во самото писмо, во Новиот Завет е многу јасно откриено. Но ако вашето име е запишано во книгата на животот, а вие се уште живеете на земјата во тоа време, во времето на последниот антихрист, вие нема да му се поклоните. Вие ќе бидете запечатени. Судот ќе бил завршен и сите оние кои што нема да го примат Божиот печат, ако не се мртви веќе, значи ако живеат во тоа време, а го немаат Божиот печат, значи дека имаат што? Жигот на зверот. А тие што ќе го примат жигот на зверот, тоа значи што? Дека нивните имења, ако и биле, бидејќи некои како неверници никогаш не биле, но ако порано биле во книгата на животот, со завршување на небесниот суд, што? Ќе бидат избришани и тие ќе му се поклонат не 1/4, не 2/3, нека бидат и 3/4, тие ќе му се поклонат, но само еден многу мал остаток, запечатениот остаток, чии што имења ќе останат запишани во книгата на животот, а што кај нив ќе биде избришано од небесното досие. Што кај нив ќе биде избришано. Нивните имења кога ќе заврши судот, ќе бидат останати во книгата на животот, но нешто кај нив ќе биде избришано. Гревот, сите гревови ќе бидат избришани. Тоа е пораката на адвентизмот. Тоа е веста на третиот ангел. Тоа е она што го проповеда историскиот адвентизам, а денешната нова теологија го негира. И го подготвува и таа теренот, што е можно повеќе адвентисти да му се поклонат на антихристот, на зверот. Ке има само две класи. Интересен детај на ѓаволот, кој што се спушти така славно и триумфално на затворањето на Париската Содомијада, на крај му дадоа знаме од една држава. На ѓаволот му предадоа знаме од една држава. Знаете која? Кој е знаме, која држава? Видовте? На ѓаволот му подадоа грчко знаме. И тоа среде лето, кога Грција гореше од пожари, како никогаш порано. Значи, Грција му е предадена на ѓаволот како нација. Замислете, тоа беше покажано, таа порака беше официјално, визуелно пред цел свет, че како самиот ѓавол да вели оваа година Грција со незиниот содомски закон не е веќе православна земја. Таа е сатанистичка содомска земја. Таа е моја. Нека му ја мислат грците. Што ќе направат нашите орангутани сега на власт? Дали нив, бидејќи Мицотакис беше кобајаги конзервативец, кобајаги десната партија, не левиве мајмуни, не шимпанзата, дали на орангутаните и кај нас им е ставено во задача тие да го донесат содомскиот закон, што на шимпанзата 2 пати се обидоа и не им успеа? Дали десната влада треба да го донесе кај нас содомскиот закон како во Грција? Останува да видиме, а јас посакувам и повикувам тоа да не се случи. Амин. Меѓутоа, ништо не треба да не изненади и ништо не треба да не разочара
во овој свет. И последно, но пред да преминем на тоа последно, јас ве повикав, не сакав јас да зборувам детално за Париската олимпијада и нејзините многу религиозни, апокалиптични елементи што таму беа прикажани. Но ве повикав, читајте во големата борба главата под наслов Француската револуција и многу што ќе ви стане јасно зошто се случува ова, што денес се случува. Јас пак сакам да ве подсетам на еден друг стих од Откровението, значи многу актуелнава апокалипса оваа деценија. Откровение 11 глава. Имате Библија во било која форма? Отворете Откровение 11 глава и сакам да ми одговорите на едно прашање. Кои стихови во оваа глава се однесуваат на Франција, Француската револуција, Франција воопшто, според историскиот адвентизам? Според историскиот адвентизам, благодарам. Значи, се сеќавате на големата борба. Оние што не се сеќаваат, нека ја прочитаат, бидејќи одамна не сме ја читале и може би сме ја подзаборавиле. Во врска со двајцата сведоци, 7 стих вели, двајцата Божии сведоци, и кога ќе го завршат сведоштвото, тогаш зверот кој ќе излезе од бездната, ќе им објави војна и ќе ги победи и ќе ги убие. 8 стих. А труповите нивни ќе ги остави по улиците на големиот град, кој духовно се нарекува Содом и Египет, каде што и нивниот Господ беше распнат. Типолошки ова се однесува на Ерусалим и на многу места и во Стариот Завет. Отпаднатиот Израел е спореден со Содом, што рече Исаија, ако Господ не ни оставеше мал остаток, ќе заприлегавме на Содом, ќе се изедначевме со Гомор. Меѓутоа, во историјата, во христијанската историја, овие зборови адвентистите, пионерите на адвентизмот ги протолкувале за Франција и Француската револуција. Содом и Египет. Содом и Египет. Но, ако ја читате историјата на Француската револуција, дури само од големата борба, ќе видите дека се нагласува сличноста со Египет, односно Франција е татковината на атеизмот. Како што фараонот, кога го одбивал Божиот глас преку Мојсеја, што изјавувал? Кој е тој Господ, кој е тој Јах? Бидејќи Мојсеј така му го представил според Господовото име. Нема Господ, не постои за мене Господ. Јас сум Господ. Земски цар не сакал да признае дека постои власт повисока од него. Дека постои власт кон која што и тој ќе одговара. Од која што и тој ќе биде суден, како што и денешниве ѓаволи. Понатаму, Франција е колевка на така наречениот рационализам, кој што нас не е многу добро познат од комунизмов наш овдешен источноевропски. Но само од големата борба прв пат прочитав дека
кога француските атеисти и материалисти наместо христијанскиот Бог го воздигнале култот на разумот, значи рационализмот, разумот го представиле како една божица во женски лик и дури ја шетале низ Париз и го терале народот да се поклонува на оваа божица. А кога го откриле превезот, народот ја препознал една позната глумица, проститутка од тогашните париски театри. Тоа сакаат гјаволите, да ве одвојат од вашиот семоќен Бог, Творец, кој што ви подготвува славна, вечна иднина, и да ве натераат да се кланяте на гадови, на проститутки, на животни и да примите смрт, вечна смрт. Но дури денес Франција се изедначи со Содом, со содомијата. И не само Франција, целиот Запад, целиот поранешен христијански свет. Дури Резил кривославна Грција. Срам да име. Како не име срам. Цела нација да се прогласи за сатанистичка. Ѓаволот ја прогласил за своја. Паднавте и мене ми се поклонивте. Но секој од нас поединечно ќе го направи истото, ако сега по втор пат дозволиме да не натераат да го примиме во своето тело она, под не знам каков изговор, она што Духот на пророштво го нарече безобзирен злочин, злосторство на амалгамација. Денови израелската војска конечно ја завзеде Газа, може би не до крај. Не знам, не ни следам многу, ја политика не следам. Меѓутоа, знаете што почна да се случува деновиве таму? Логично е, кога некоја земја, кога некоја држава освојува друга територија, пример сега кога руската војска влегува во некои територии на Украина, па ги менува таблите, значи ако на украински јазик било напишано, пример Авдиивка, ставаат нова табла со руска кирилица, Авдеевка. Дури за така една буква мора да се промени, да биде руски. Каде што некоја земја освојува територија, си го става своето знаме, така, логично. Само оваа земја кај нас тука сведочи, било да владеат шимпанзата, било орангутаните, дека оваа земја не припаѓа на македонците. Тука гледаме секакви други знамења се веат на оваа територија. Но, тоа е само една небитна дигресија. Во Израел, наместо сега израелското знаме да го ставаат, а знаете сите како изгледа израелското знаме, официјалното знаме на Израел, почнува да се лепи и да се става едно друго знаме на освоените територии во Газа. Сте го виделе ова знаме? Ова знаме се вика месијанското знаме. Знамето на Машијах. И ова што пишува, значи жолта позадина, круна и на еврејски Машијах. Месија. Значи, израелската војска најавува дека многу скоро, тие тоа го велат, не јас, дека многу скоро
ова знаме ќе биде знаме на Израел, затоа што многу скоро ќе дојде и ќе се појави нашиот Машијах. Многу рабини тврдат отворено дека Нетањаху е последниот израелски премиер и после него власта во Израел ќе ја превземе кој? Хамашијах. Само да ви покажам уште неколку слики на еден еврејски сајт на руски јазик, што се вика mashiach.ru. Да го видиме линкот. Еве еден еврејски рабин кој што донесол цела кеса со вакви амблеми, знамето на Машијах, за да им го пришива, да им го лепи на униформите на израелските војници во Газа. Може само да прошетаме надолу. Еве го, тоа знаме се вее веќе во и на тенковите и на местата каде што е улогорена израелската војска. Значи, неофицијалното израелско знаме, туку знамето на Машијах. И еве каде го лепат, исто така, дори и на возила, на разни објекти. Колку чудна деценија. И да не заборавам, што сакав да ја споменам порано, но немаше време, претходните саботи. Израелскиот министер за полиција испадна, така? Итамар Бен Гвир. Значи, на 13. август, кога беше 9. ав, според еврејскиот календар, Иран не го нападна Израел. Очигледно, штом таа информација однапред беше процурена, значи немаше да биде изненадување ако Иран тогаш направеше такво нешто. Дали ќе направи, дали ќе се разгори блискоисточната војна, ќе видиме. Значи, дали ќе настане војна меѓу Израел и Иран, ќе видиме. Господ знае. Но на 13. август сепак се случи нешто. Двајца министри, од кои едниот овој што го споменав, оценет инаку како многу радикален министер, кој што во нормални услови не би бил министер на било која влада во светот, што значи голем религиозен фанатик, со други зборови. Министерот на израелската полиција, Итамар Бен Гвир, заедно со еден друг министер и заедно со други представници на израелската влада и еден куп илјадници израелски граѓани на 13. август се качија на Храмската гора. Знаете зашто да прават таму? Да учествуваат во религиозен обред и да се молат. Се сеќавам пред 20 на години, 2001 конкретно, тоа го направи тогашниот премиер Ариел Шарон, меѓутоа многу рано сабајле и во голема тајност. Денес го прават отворено. Отворено ги испровоцираа муслиманите од цел свет, велејки им: бунете се колку сакате, протестирајте колку сакате, ова е нашата гора. И не само тоа, израелскиот министер Бен Гвир отворено изјави: на оваа гора ќе го изградиме третиот храм. Во кое време живееме, браќа и сестри? Кога порано на светски спортски настани, олимпијади, мундијали, толку многу религија, толку многу апокалипса? Да ве подсетам, пред 3 години израелскиот премиер, Лев премиер тогаш, заборев и како се викаше, не е битен, ги повикуваше израелските граѓани: вакцинирајте се во што поголем број, ако не се вакцинирате доволно, во доволно голем број, нема да дојде Машијах. Замислите некој Лев премиер, некој социјал-демократ, тоа јас го викам шимпанзо, да зборува вакви работи. Зборува религија. Во какво време живееме, браќи и сестри? Неверниците зборуваат за откровение. Ѓаволиве и содомјаните ни проповедаат дека времето е близу.
дека Господ доаѓа, Божите судови доаѓаат, Антихристот доаѓа, новиот светски поредок доаѓа, светската влада доаѓа. И единственото прашање што се поставува е: ние самите дали сме уморни од овој свет? Дали сакаме да поидеме дома или го сакаме се уште овој ѓаволски свет? Дали сме спремни, браќа и сестри? Нека Господ ни се смилува и ова кратко време на милост, затишје, мир што се уште го имаме пред нас, да го искористиме за наше покаяние, за наша подготовка, спремно да ги дочекаме настаните, завршните настани на ова планета, кои што можеби ќе почнат уште ова есен, а ние не знаеме, Господ знае. Нека му е фала и слава вечно. Амин.